Жалам што една таква сериозна тема, чувствителна за граѓаните, што е минималната плата, е едневно политичка арена. Наместо аргументирана расправи во рамки на Економски и социјален совет, кој што е инструмент и во европските земји, и во нашата земја, каде што треба секој да го даде својот став, да ги усогласуваме нашите ставови. Зошто сметате дека е политичка? Поради тоа што има еден многу јасен аргумент. Ние имаме околу 30.000 луѓе евидентирани што земат минимална плата. Од 750.000 колку што имаме во ниво на државата и во јавниот и во приватниот сектор. Од тие 30.000... Тоа е според статистика, според УЈБ е помала. Да, од тие 30.000 луѓе, пола од нив се сите луѓе што имат отворено сами бизниси, односно компании, трговец поединец, и знаеме дека оние земат приходи од други. Од други... А тоа го проверивте со УЈБ или како го проверивте дека земаат и други приходи? Поради тоа што знаеме дека оние имаат своја фирма, трговец поединец, и нормално дека ќе пуштат минимална плата поради тоа што да не плаќаат придонеси. И ако го споредим, ако ги правиме анализите од 30.000 од 750, и тоа бројка не е тоа толку, тоа подразбира дека 2 или 3% од нашите граѓани земат минимална плата. Другите сите земат повеќе од минималната плата. Добро, не е тука проблемот само минималната плата. Рековте дека ќе се зголеми 1667 денари. Еве како министер за економија и труд. Сметате дека 27,5 евра се доволни? Покачување на оној раст на цени и слично што го имавме минатата година, кога и вие самите носевте потрошувачки кошнички, замрзнувавте маржи и слично. Сега да бидеме искрени, никогаш не сме кажале дека е доволно. Секогаш како влада сме кажале дека сме за зголемување и на платите и на минималната плата. Секогаш сме биле на тој став дека треба да се зголемат платите, но под економска основа. Треба да го видиме и продуктивноста колку е на нашата земја и да не предизвикаме други проблеми. Пошто ако одиме вака со аток решенја и со популистички, да ги исполниме популистичките барања што ги имаат одредени синдикатите и опозицијата, ако одиме до овој степен ние да реагираме со ад-хок решење без економска анализа или оправданост, и инфлација ќе предизвикаме, и тие компании што се имат помалку број на вработени, што како на пример занаачите и други, да речеме, компании што имаат 3-4 лица вработени во мали и средни предпријатија што ги имаме во државата, ќе се соочат со финансиски импликации, каде што ќе земат чекори да ги отпуштат од работата нивните вработени што ги имаат. Ова не е ниту интерес на вработените, ниту интерес на сите граѓани, ниту интерес на владата.